Од здодевен, но функционален хеджбек, Leaf се трансформира во несекојдневен фастбек со профил на кросовер. Иако е малку помал од својот претходник, Leaf е аеродинамички ефикасен. Има должина од 4405 мм со меѓуоскино растојание од 2690 мм. Nissan тврди дека е нивното најаеродинамично сериско возило досега, со коефициент на отпор од 0,25. Новите LED фарови, 19-инчните алуминиумски тркала и активниот затворач на решетката што се прилагодува на протокот на воздух се едни од придобивките на новиот модел. Во внатрешноста, Nissan се одлучи за минималистички распоред, следејќи ги најновите трендови. Дигиталниот кокпит се состои од два дисплеи од 12,3 инчи или 14,3 инчи во зависност од опремата. Новите екрани се споени со двокракиот волан со интегрирани контроли, кратенки чувствителни на допир на контролната табла и копчења наместо традиционален менувач на брзини. Поважно е што Nissan Leaf ќе може да се дополни за 250 км за само 14 минути, кога е поврзан со полнач од 150 кWh. Досега Nissan продаде скоро 700.000 примероци на Leaf од 2010 година кога се комерцијализира. Leaf ја дели платформата CMF-EV со поголемата Aria, што значи рамен под и попросторен распоред на кабината. Сепак, за разлика од неговиот поголем братучет, Leaf ќе биде достапен исклучиво со еден електричен мотор што ги движи предните тркала. Овој мотор произведува 217 конски сили и 355 Нм вртежен момент. Nissan исто така го истакна новиот заден систем со мултилинк суспензија што овозможува подобрена маневрабилност и зголемување на страничната цврстина за 66% во споредба со претходната генерација. Nissan Leaf треба да пристигне на пазарот оваа есен, а постепено ќе се воведува во Јапонија и други пазари. Деталите за цените ќе бидат споделени при комерцијалното лансирање во четвртиот квартал на годинава. Производството ќе се одвива во фабриката на Nissan во Точиги во Јапонија и во Сандерленд во Велика Британија.